Завршија двојните избори, резултатите се познати, убедлива победа на ВМРО ДПМНЕ и нивната коалиција Твоја Македонија, нова председателка, односно за прв пат Македонија доби председателка, тоа е госпоѓата Гордана Силјановска Давкова. Нов мандатар секако ќе биде лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски, на кој што, бидејќи ВМРО освои 58 пратенички места, останува тој да направи коалиција во новата влада. За тоа веќе е најавено дека од албанскиот блок во таа владина коалиција ќе биде коалицијата Вреди на Арбен Таравари. Меѓутоа, тие освоија на овие избори само 13 пратенички места, додека владеачката ДУИ освои, или Европскиот фронт освоија многу повеќе, тоа се 19 пратенички места. За тоа како ќе функционира или како би се создала оваа коалиција помеѓу ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Вреди, ова утро разговараме со моите гости. Тоа се господинот Зуди Джелили, поранешен пратеник и кандидат за председател на Македонија, и овој пат во својство на аналитичар, и мојот колега, новинар од Фронтлайн, Дестан Јонузи. Добро утро. Добро утро. Добро утро. На почетокот сакам да расчистиме како тоа дојде според освоените гласови, коалицијата ДУИ, односно Европскиот фронт, да биде втор по освоени места на парламентарните избори, со оглед на тоа што има само едно повеќе место од СДСМ, според освоените гласови. Колегата некако коментира. Ајде да ќе почнам јас. Значи, според резултатите, пошто сега треба да правиме тука една дигресија во тоа што го најавува владеачката ДУИ, односно Европскиот фронт, тие најавија, односно изјавија дека се втора политичка партија на ниво на државата, но тоа треба да се истакне дека е според добиените мандати за пратеници. Да, но не и по изборниот резултат. По изборниот резултат, по број на добиени гласови на ниво на државата, втора политичка партија е СДСМ. Значи, тие имат над 150.000. Тука, ако се преземат и се калкулират и бројот на гласовите што беа за председателските избори на Стево Пендаровски, што се на 200.000, што значи тој беше кандидат на таа политичка партија, пак може да заклучиме дека СДСМ е втората најголема политичка партија во државата во моментот според бројот на гласови. Според бројот на пратеници, тоа го прави системот на распределба на мандатите таков не е. Значи, ако бевме една изборна единица, друг ќе беше распоредот, ќе беше поголем бројот на пратеници со една изборна единица со овој со праг без праг. Имаше и таква калкулација, излезе дека ќе има 17, ќе беа со 15, со да, и помалите политички партии ќе имаат СДСМ пак ќе беше втора политичка сила во државата, така што резултатите во блокот на политичките партии кај албанците го дадоа тој епилог што се очекуваше. Дури ги надмина очекувањата резултатот на опозиционите партии во коалицијата ВЛЕН, бидејќи тие на председателските избори има над 83.000 гласови, а прескокна на 107.000 гласови, што значи дека тука можеби помагаше доаѓањето на иселениците, односно диаспората, што беше организирано, но може да помогнала и некои постапки на одредени чинители на владеачката ДУИ, односно представници на коалицијата на Европскиот фронт, што беа како
неочекувани постапки што придонесоа за да има пресврт, односно да има зголемување на бројот на гласачите на контото на опозицијската коалиција ВЛЕН. Што се однесува до коалицијата Европски фронт, таму очекувано беше дека ќе имат тие поголем број на гласови, но сега кога више се прави таа поделба, што јас како новинар не сакам да го правам на етничка основа, туку да гледаме во целина резултатите и гласовите, но веќе кога се прави таа поделба, чист етнички албански глас имаш кај опозицијската коалиција ВЛЕН. Додека во Европскиот фронт беа неколку партии. Така, има и турци, значи, и тука бошњаци. разликата од 30.000 може да се калкулира во бројот на гласачи од турската заедница, бошњачката заедница, ромската заедница, Да. пошто и тие се значителен број во целиот број на населението на држава. Сега во тој контекст да прашам Сега, јас затоа сега ќе се уклучам. Да, поведете. Зашто дојде до формирањето на коалицијата Вреди? Ако ги следиме последните 3-4 избори за парламентарни избори, и албанската опозиција секогаш беше поголема со гласови, но поделена на повеќе партии. Така. И Дуи го користеше тоа мудро и секогаш беше победник. Долго време се очекуваше албанските политички партии од опозиција да се дружат, да се обединат и конечно се формираше прво тоа ЛЕН и после ВЛЕН, Вреди, бидејќи најголемата поддршка дојде од страна на преседателот на Алијанса на албанците Арвен Таравари. И сите се изненадија. Таравари имал предходно понуда од Али Амети да биде во коалиција со него и му дале многу поволна понуда, до 40% пратеници во негова листа. Исто така имал понуда и од опозицијата и членството, многу други битни фактори, интелектуалци го барале од него да остане доследен, да дојде до промена на власта кај албанскиот блок, бидејќи 23 години не е здраво ни за демокрацијата, ни за државата. Така, на власт. Да, бидејќи тие се комодирале тамо и веќе почнале да работат за одредени групи на интереси и за лични интереси. Така да со поминувањето на преседателот на Алијансата во Вреди, во коалицијата Вреди, се направи голем чекор и таа коалиција се сметаше како за надеж, коалиција за надеж, а Дуи автоматски направи коалиција од мака. Значи, од една партија која беше убедливо долго време јака, виде дека му дојде крајот и не бираше средства кои све партии да ги собере, така да помина, направи мултинационална коалиција и ги зеде ромите, турците, бошњаците и торбешите, ги собра сите. Но веќе таа не личеше на една, да речем, партија од албански блок. Се направи мултинационално, на листи дури. И затоа сега се гледа дека тие имат 19 пратеници, но во нивните листови има 4-5 пратеници кои не се албанци и ако се мерат албанските гласови, коалицијата Вреди води. Така, колега Јонузи, колку би била стабилна пратеничката група на Европскиот фронт, еве на Дуи, нели, после, сега во контекст на ова што го спомнавме, на другите партии кои што не се етнички албански, кои што влегува во таа коалиција? Мислам дека веќе некој од нивните коалициони партнери има искуство во коалиција со ВМРО ДПМН во времето на Груевски, па сега
мислам дека и побара соработка и кај Мицковски за да бидат дел од неговата коалиција. Откако ги одбија од ВМРО ДПМН, па нашле врата во ДУИ. Случајот е со Турската демократска партија на Бејџан Илјаз. Но има знаци дека некој од нив може да завршуваат во предградките на ВМРО ДПМН, да не го персонализираме кај лидерот на опозицијата. Да, новиот мандатар. Да, премиерот во доаѓање на Мицковски. И мислам дека може да има движење, но повеќето ќе бидат компактни и ќе бидат дел од Европскиот фронт, поради тоа што следуваат локални избори 2025 на крајот на годината и калкулират за некои градоначалнички мандат, советници, да имат советнички листи заеднички, за да имат представување и на локално ниво. Пошто најголемиот добитник од таа коалиција испадна дека е ДПА на Мендо Тачи, која освои 2 пратеника, а во случајот на, ако се зема и се калкулираат анкетите, резултатите од анкетите и какво беше расположението кај гласачите, кај населението, кај албанците, ДПА тешко да дојдеше и до еден претеник цело време само Мендук Тачи, господинот Мендук Тачи. Значи тоа, најголем губитник од таа коалиција е Аријанит Хоџа, кој се отцепи од БЕСА и заврши со ново формирана партија во коалиција со ДУИ, не усвои ниту еден мандат, иако он очекуваше во двојката дека ќе има пратенички мандат и немаше. Зејт исто така е победник од таа коалиција, од сегашниот пратеник и еден пратеник, кој формираше партија и стана, значи тој да настапуваше сам со својата партија, тешко да доаѓаше до најголемиот губитник испадна фронтменот на Европскиот фронт ДУИ. Пошто ДУИ сега кога ги калкулираш бројот од овие 19 мандати колку се нивни? 9 до 10 пратенички мандата, што значи дека тој број на мандати на пратеници може и сами да го постигна, но формирањето на Европскиот фронт за нив како идеја, иако прогресивна, не ги даваше тие очекувани резултати што ги очекуваше на населението, граѓаните, јавноста. Значи Европскиот фронт се формираше да биде една прогресивна сила, но реториката во изборната кампања го покажа спротивното. Не го спомнавме тука господинот Зијадин Села, кој што кога се обединуваше опозицијата, тоа едноставно излезе. Ако може ја нешто да кажам, колку ќе биде пратеничката група на Европскиот фронт стабилна. Имам резерви, мислам дека нема да биде стабилна, бидејќи тие претhodно имале договор со господинот Ахмети и наводно барале од него гаранција дека ќе бидат дел од власта. И во тој договор спомнале во случај да не сте дел од власта, ние сме мали заедници и не можеме во опозиција да обстанеме, така да ќе мора да бараме друго решење, што е дозволено веќе. Тие имале и контакти, преговори, и затоа најави господинот Мицковски дека ќе дојде до бројка 61 пратеник. Така да рече најмалку тројца дека ќе има прелевање. Така да таа група нема да биде стабилна, бидејќи тука се собра сите бивши политичари, луѓе кои веќе беа во прашање дали ќе поминат како пратеници, како го спомна господинот Мендо Тачи. Тој во последните избори, локални избори во Тетово имаше 800 гласови, а во последните парламентарни избори во Гостивари имаше 500 гласови. За еден пратеник, во една изборна единица над 7000 гласови треба да има. Господинот Села имаше прилика да се покаже колку е храбар и колку е сигурен во себе, бидејќи Таравари му нуди печати
да ги подпише и да бидат валидни тие нивните листи за кандидати, тој не прифати, не беше сигурен дали сам ќе помине. Сега поминал со гласоите на Мерко во Струга, на Дуи, тамо има малите заедници имат многу гласови во Струга, има лабуниште тамо, села цели кои победиле убедливо. Замислите првите резултати што дојде од Европскиот фронт, бе од Пласница 3:1, бе од Центар Жупа, бе од Дебар, бе од Врапчиште, бе од Бајница, значи сите места каде се помалите заедници. Кога почна да дојдат резултатите од средините каде се мереат двата фронта, веќе резултатите беа исти или коалицијата Вреди беше во предност. Така, да се навратиме сега на оваа коалиција која што Мицковски ќе ја прави, владина коалиција со коалицијата Вреди. Ке биде ли коалицијата Вреди, бидејќи е 4-партитна коалиција, дали ќе биде стабилен и конструктивен партнер во новата влада? Кои се вашите? Мислам дека сите луѓе што се во коалицијата ВЛЕН имат искуство во извршната власт. Така во делот на екзекуција на работава, мислам дека немат некаква проблематика, туку проблематиката е во тоа како ќе се создаде таа коалиција, по кој основи. Што сега имаме, ние сме сведоци дека албанската заедница, сега да ги анализираме по со ладна глава и резултатите, но и движењата, политичките текови во државата. До сега ти имаш ресори што се многу битни и важни, што ги водат луѓе од албанската, односно кадри на албанската заедница, без да и дадеме предзнак на тој. Што значи дека во ваква ситуација нема да ги имат овие предностни, односно овие министерства да ги водат. Тешко ќе бидат преговорите за составување на нова влада. Пошто ти, ако имаш министер за финансии, министер за надворешни работи, министер за економија, председател на собрание, председател на влада, и доаѓаш во ситуација да го бараш Министерството за внатрешни работи, ама тоа е под знак прашалник, пошто ти диктира поголемиот брат во случајот ВМРО ДПМН, пошто он се повикува над своите 400 и косур илјади гласови, што значи дека ќе биде многу ќе бидат тешки преговорите за составување, но мислам дека ќе наоѓат заеднички јазик да го состават идната коалициона влада. Но колку ќе биде тоа, колку ќе преживее, дали ќе биде до локалните избори, дали за 2 години, во долги патеки, мислам дека нема да тера таа влада, пошто ќе има проблеми од ваков вид на представување и тоа ќе се рефлектира. Он повише во Македонија владите повише се поделени односно работиве се поделени, така е практиката наставена по етничка линија. Значи ние не сме во таа демократија во која што ја гледаме како граѓани на државата, поделбата на власта и сите земаме одговорности за да го спроведеме еден проект. Значи така е и поделена Македонија по етнички зони, по етнички делови. И сега, ако тие не состават добра програма, во која ќе биде инкорпорирана и програмата и ветувањата на ВЛЕН, и програмата и ветувањата на коалицијата на ВМРО ДПМН, пошто он се повикува на својата програма. Вика, ако го прифатат мојата програма, и како мандатор вика, ама не може да претерат, ако читаш меѓу линии, да претерат во барањата, пошто јас имам над 400.000 гласови. Мнозинството гласови се мислам дека тоа ќе предизвика малце проблеми во составување на владата, но ќе наоѓат, но не во долги стази, можеби и година ВМРО да има предвремени избори, за да има поголем број
на пратеници, но тоа е Останува да се види. Ја мислам дека нема да калкулират. Значи, овие се нафатиле да направат нешто подобро владење. И нема да се условуват, бидејќи ја мислам дека во политика ништо не се случува случајно. Све е од напред предвидено, планирано. И кога прашувавте колку ќе биде стабилна коалицијата вреди, многу ќе биде стабилна. Тие наредните 10 години, ја се надевам, ќе бидат заедно и се надевам со истата, значи со истите опоненти од македонскиот блок ќе донесат промени, позитивни промени. Поделувањето на ресорите, како што ги деля порано по буџетот. Значи, ти земи го образованието, оти има 30 милиони, ја екологија, бидејќи има 35, нема да се случи. И ако се случи тоа, значи пак ќе делат за нив, ќе делат да продолжат како другите порано. Значи, мора да делат за народот. Значи, нема да одат тие да менаџират, партиите да менаџират средства, партиите да менаџират ресори за сите граѓани. Мене не ми е битен кој ќе биде министар за економија, нека биде успешен. Не е битен дали ќе биде одвлен министар за надворешни работи, нека биде успешен. Граѓаните веќе се уморни и секој ден бегат од Македонија, бидејќи не гледат перспектива. И некој вика, а како тоа ќе го направат? Ја мислам дека пред да почнат изборите некој ги седнал сите партии и можеби дале ветување дека од овие избори понатака ќе оди све во ред. Ќе мора да биде во ред. Нема да делат ресори по менаџирање буџетот толку милиони. Ќе се делат по квалитет, ќе се делат за сите граѓани да го осетат тој буџет. А не некоја општина да зема многу пари, некоја општина да не земе ништо. Така да нема да има проблем околу тоа. Ја верувам многу во луѓето од коалицијата Вреди што ги знам. Тие сакат да се покажат, тие се луѓе идеалисти, сакат да постигнат во свој живот. Предизвик им е успехот и од другата страна гледам дека тамо се расчистија тие бизнис групи, бизнис интереси и ќе мора и ВМРО да. И затоа ветија дека ќе имаме економски бум, ќе расчистиме со криминалот, со корупцијата, а како што знаете и вие сами, амбасадорката на Соединетите Американски држави рече дека рак во Македонија вие корупцијата. Во најмала рака ќе би добила ли коалицијата Вреди председателско место во собранието? Па тоа е можно, тоа го имале албанците, го имал Дуи тоа место, па не беше ништо чудно, ниту страшно. Значи има способни луѓе да раководат со такви функции и очекувано е да се добие тоа место. Мислам дека и ВМРО со задоволство ќе го даде тоа место, со задоволство ќе ги дават и ресорите, со критериуми ќе ги одредат и носителите на тие функции, ќе барат отчет од тие луѓе, ќе барат да бидат, да ги почитуваат сите закони и правилници, тие работи. Токму вчера лидерот на ВМРО Мицкоски во интервјуто за Канал 5 спомна дека на него како на мандатари иден премиер му е многу важно новите министри да бидат отчетни пред него, а не пред политичките партии. Па ќе ви кажам еден пример. Косово со Албин Курти има многу успеси во борбата против корупцијата. Има многу прогрес во растот на процентот во економијата. Значи во Западниот Балкан беа први, 6% раст имат на економијата. И ми кажа мене како тој ги ставил работите на контрола во неговата партија. Им рекол на министрите дека сакам да ве видам меѓу народот, на терен. И им рекол на луѓето од својата партија
кој сака да се занимава со бизнис, нека излезе од од владата. А кој сака да прави кариера, тој мора да се нафати сериозно и да не греши. Значи да работи како што треба. Така да и овие време е да барат од функционерите, ако сакаш да постигнеш резултати, повели, но да работиш законски. А кој сака да направи пари, нека излезе во бизнис секторот и нека си прави пари исто со честна работа. Така, овие принципи за борбата против или сузбивањето на криминалот и корупцијата, правдата исто така, тоа се начела за кои што се залагаат и ВМРО ДПМН и коалицијата Влен, веројатно тука ќе се сложат. Може ли да очекуваме, не знам, реваншизам, да речеме, или од старт да се почне со некои големи мислам дека истраги? Проблемот не во истрагите, да се навратам малце на позицијата председател на собранието. Веќе таа позиција е прв меѓу еднаквите, што порано можеби представувал некој проблем кој ќе биде таму назначен. Сега не е тоа проблематично, туку проблемот, односно попроблематично ќе бидат најавите за првиот министер за внатрешни работи. Значи, ако Влен влегува во собарање за да го добие за прв пат Министерството за внатрешни работи со политички мандат, не технички како што беше другиот, мислам дека тука ќе има малце судири меѓу ВМРО и Влен. Јас во овој дел ти кажав дека ќе имат судири, пошто од позиција кога имаш премногу власт, да доаѓаш во позиција да добиваш малку власт, моќ за да се покажеш пред своите гласачи, што значи ова ситуација и година на владеачката ДУИ да и го даде, да и го препушти патот, да влезат во влада и да стане опозиција, па за наредните избори, ако не успеат овие да испорачат колку испорачал ДУИ во екзекутивата, тогаш тие пак да го преземат корнилото во албанскиот дел. Што се однесува до опозицијската коалиција Влен, јас многу би бил заинтересиран како граѓанин, но и како новинар, како ќе го спроведе ветувањето за граѓаните да бидат акционери во државните предпријатија. Многу ме интересира, пошто тоа малце тоа време е во интерес, не, тоа е во интерес како проект на граѓаните, но дали има начини да се спроведе. Тоа да ни го објасни, дали тоа ќе се преклопи во програмата 193 како во на ВМРО ДПМН. Ме интересира што ветувањето на Влен за затворање на дуќаните за брзи кредити и коцкарниците, како тоа ќе се спроведе. Иначе во државата има 4 коцкарници, односно казина што се со лиценца, другите се апарати за коцкање. Значи, дали ќе ги намали, односно ќе ги забрани апаратите да бидат во како Албанија што направи, ќе ги затвори, или ќе ги затвори и тие 4 казина што се една во Битола, во Скопје и во Гевгелија. Значи, тие проекти ме интересира дали ќе ги прифати поголемиот партнер да ги стави. Во однос на борбата против криминалот и корупцијата, мислам дека тоа е тешко поле, каде што и помоćни држави од членки на Европската унија, од тие 6 што се поголеми, се соочуваат со истиот проблеми, не може да го сузбива тоа. Односно, не може да се сузбие. Корупција ќе имало. Меѓутоа до едно разумно ниво. Разумно, но дали проблемот во корупцијата во Македонија е колку чинителите на власта се на кое ниво го злоупотребуваат функцијата и колку се тие сервис на граѓаните. Борбата против корупцијата за идната влада
ќе биде успешна доколку успее нивните чинители, односно функционери да новите ги става под функционери. контрола. Значи, најголемата корупција извира од институциите, од тие што го спроведуваат власта. Мислам дека во тоа поле треба да се разговара, иначе граѓаните не се дел од корупцијата. Така. Ако Да, можам ја велете. да се уклучам. Рековте дали ќе има реваншизам. Ја би бил против да има селектиран пристап кон борбата против криминалот и корупцијата, но ако веќе знаеме дека сме меѓу најкорумпираните држави во Западниот Балкан, тогаш мора да се почне со сузбивање на Од тоа. некаде, да. Замислите, во моментот анкетите покажуваат дека довербата на граѓаните е некаде 2% во судство и во обвинителство. Така, тоа сериозно треба да претрпи. Сериозен проблем. Ако не почнеме тој рейтинг да го покачиме, довербата да почне да расте, а ќе мора да има конкретни акции и резултати. Еве И Мицковски затоа најави стотина, расформирање на судскиот совет и советот Ве молам, значи некој ќе го свати тоа како реваншизам, но ако веќе има докази дека толку години е злоупотребена власта и сите овие граѓани биле жртви на тие злоупотреби, наместо да има поголем стандард, подобар живот, да има подобри плати, пензии, некој се грижел да има поголеми профити за нив. Така. И Бизнес. такви бизнес афери има доста и тие мора да се расчистат, бидејќи е ветено на граѓаните дека ќе ги откриеме сите тие незаконски однесувања и збогатување на луѓето. И ако не почнеме од тоа, значи нема да го вратиме довербата во институциите. Така, едно од барањата на Таравари беше како кандидат за председател беше и тоа што рече ќе бара ревизија на судските случаи и тоа конкретно зборуваше за Монструм, за Сопот, за Алфа, каде што се осудени албанци за кои што рече дека треба да се провери дали можеби се невини и се во затвор. Инаку станува збор за овие случаи кои што се процесуирани од времето на владата на ВМРО ДПМН. Дали тука Еве ја ќе кажам два збора, има после проблем ќе му за пуштам на договор? колега. Да. Тие се тежина за државата. Све што се зборува низ народот, насекаде се зборува дека тие се монтирани случаеви. Значи, знаат и политичарите, тоа е тежина за државата за да оди напред. Све што треба да се разјасни, да се расчисти, треба да се расчисти. Значи, зашто на вистина да лежи невин човек во Така. затвор, кога во кривичниот законник пишува подобро еден криминалец да шета на слобода, него еден невин човек во да лежи во затвор. Тука е правдата. Столбот на државата е правдата. И во семејството, ако има правда, све е во ред. Ако нема правда, ќе почнат и семејството да се распадне. Значи, јас сум за тоа да се растерети државата од тие случаеви. Па нека се види. Тука и ВМРО ќе нека се бара правда докаже, за да. 27 април. Да, ама во борбата против корупцијата ВМРО ДПМН мислам дека првиот тест ќе го има со Никола Груевски, пошто тој е куполата на корупцијата со проектот Скопје 2014. Дали и што ќе биде со Никола Груевски? Дали ќе го вратат? Дали ќе го процесират неговиот случај? Дали тоа ќе има разрешница? Значи, ако ВМРО ДПМН на вистина сака да се справи со борбата против корупцијата, првиот тест му е со Никола Груевски. Така. Ако го вратат Никола Груевски и он одговара пред надлежните институции на државата, судовите, и покажува невиност, ако навистина апсолутно тоа тогаш, мора да ама има. ако се докаже дека направил криминал и корупција, што тоа е докажано во повеќе случаи
па и од, има. и од објавените бомби. Значи, тоа ќе биде првиот тест на едната влада да покаже дека сериозно ќе се занимава со борбата против корупцијата, без да ги амнестира и сегашните што се у власт. Значи, граѓаните сакаат сериозна борба против корупција. Ама тоа Така, му е не само шминка. првиот тест. Околу барањето за ревидирање, односно за враќање на одредени случај за кој треба и тука ќе има пак ќе му биде тестот на коалициониот партнер со коалициониот партнер, пошто повеќето од тие случаи се монтирани, односно се предпоставува дека се монтирани во времето кога владееше 11 години во МРДПМН на чело со Никола Груевски, дали ќе ги врати Мицковски, да ги ревидира, односно да ги разгледа, да доаѓат, и тоа што може да тоа е на судска постапка, што не може он со прст да каже да ќе се вратат, но ајде да го земеме во политички аспект, ако он и ова ќе биде тест за него, ако ги враќа, значи он го враќа и го признава дека неговата партија, односно тогашната на чело со Груевски ги монтира случаите. Значи има некои случаи, некои што ќе предизвикаат судири меѓу оваа коалиција. Значи ќе биде тешко да се состава, нема да биде лесно да состава влада. И може би тие три пратеници плюс не се од коалиционите партнери на ДУИ, може да се 6 на знам, па да бидат околу 6-4, па овие па башка. Интенцијата на Мицковски да создаде првин 61, односно 64, па потоа да состава влада со Влен, е сомнителна, бидејќи тогаш он се става во позиција на веќе доминантен партнер, што ќе биде проблематично. И позицијата, пошто позициите по буџет, тоа што го вика господин Джелили, дека позициите се делаа по буџети, сега нема да се има тоа предвид, туку и помоќ се делат позициите. Ти ако го имаш Министерството за екологија и ако го имаш Министерството за внатрешни, не е исто. Ако го имаш финанси, а го имаш Министерството за труд и социјала, не е исто. Тоа значи дека тешко ќе биде со Мицковски да се состави нов кабинет од страна на Влено, да видиме. Да, останува уставните измени, еве Таравари или коалицијата Влен сакаат да има уставни измени до нова година. Мицковски е... Не, Мицковски тука игра по теркот на Курти о Косово. Курти преговорите со Србија ги ставеше на последна точка, па ги наредеше економските. Сега, значи, кога го слушнав вчера дека три приоритети му се првин економија, сузбивање на корупцијата и евроинтеграциите, што спаѓаат уставните измени, одма ми се појавуваше сликата на Курти по добивањето на власта, дека преговорите Приштина-Белград се последна точка од неговиот мандат. Ја мислам дека уставните измени нема да бидат до крајот на годината. Во таа трета точка ќе ги камуфлират тие со одложено действие, односно сега има барања односно политички став од ВМРО дека да ќе ги правиме, но кога ќе почнат преговорите, имаш ветување од политичките партии на албанците без исклучок дека тоа ќе им биде услов за да влезат во влада. Сега тој услов ќе го камуфлират во третата точка. Мислам дека уставните измени, според моите информации како новина, од релевантни, па и меѓународни и домашни фактори кои се занимаваат исклучиво со евроинтеграцијскиот процес на државата, мислам дека тоа ќе биде негде таму после локалните избори, пошто ако Така, тоа е веќе крајот на следната година, пошто следуваат и избори во Европската унија, следуваат избори во САД, тука геостратешки е проблематично. Ќе го чекаме тој исход. Да, господин Челили? Ја мислам, не знам,
Јас сум бил секогаш, иако во политика викат дека нема честност, јас сум искрен, ја мислам дека нема да калкулира тие со локални избори, нека калкулираат со време, со резултати. Ние знаме дека за да одиме напред со реформите, ние мора да ги почнеме тие реформи и да ги завршиме домашните задачи, а една од задачите ни се уставните. Да. И мислам дека не случајно ставена во трета точка, значи ќе биде приоритет и на ова влада и меѓународна заедница бара мислам да почнат тие измени и да не го надмашиме уште еднаш рокот, бидејќи сме биле пред Бугарија, пред Романија со некои работи и сега останавме последни. Мислам дека тоа што е добро за државата треба да се направи одма, без да се калкулира. Ја ќе ви кажам, еве, коалицијата може, знам, беше гостива Максим Димитриевски и рече, ја почнав со даноците да ги соберам, почнав да казнам луѓе, почнав да ставам ред. И сите ми вика, немој, ќе ги изгубиш изборите, пошто граѓаните се осетливи. И на крајот рече, ја како независен кандидат добив. Луѓето сакат ред. Луѓето сакат напредок. И сега ќе калкулирам ја со локалните избори за година и пол и да остане државата заложник на моите планови. Лични планови на партиите. Тоа што е за државата добро треба одма да се направи, а после граѓаните ќе го ценат тоа и на локалните избори. Апсолутно, редот за парламентарните го покажат. Веќе јас сакам да нема такви математики, бидејќи тие се, како да кажам, злонамерни. Да, ама имавме такви математики. И ја мислам дека треба злонамерни стратегии да нема. Ама имаше пред парламентарните такви злонамерни. Значи имаше понуда од власта до ноември да се изгласат уставните измени, односно имаше и од ДУИ понуда дека сите министри ќе се повлечат само да се изгласат уставните измени. Во МРО имаше спреман од терен, имаше висок рейтинг. Сега ги има сега значи се калкулира. Сега ги има сите можности, сега ги има огромно мнозинство и може храбро, бидејќи сигурно и на нивните членови им го кажале нивната програма. Заложбата е дека сакат Европска унија, ќе ги убрзат постапките. Треба да ги убеди сега гласачите и граѓаните. Ама нема ефекти сега и да се изгласат и да не, пошто изборите се и сега како ќе има исходот таму ќе биде, ќе видиме. Значи не може сега и да ги изгласаме ние, не може да ни дадат да ни отворат врата, па дојдете вика вие. Денешната работа не го остави за утре. Значи све што треба да се направи, треба да почнат да го направат искрено, честно, за да можеме да одиме напред. Така, останува да видиме како ќе се состави новата влада на чело со Мицковски. Ви благодарам за гостувањето во емисијата Слободен печат. Благодарам на вас. Почитувани, останете со содржините на емисијата Слободен печат.